сега е време за гости, повторно нашата Ирина ги пречека нејзините гости со кои што ќе говориме за Кул Купот 2024. Иринче, добро утро за тебе и за твоите утрински гости, за Рацо Цветановски, председател на фудбалскиот клуб Кул, и Наташа Ристеска, секретар во фудбалскиот клуб Кул. Фудбалски теми, секогаш добре дојдени со спортски теми во нашава емисија и драго ми е што нешто вакво ќе се случува во нашава земја, така? Да. Добро утро, повтор пат, добро утро почитувани. Ете, Сузе најави зашто ќе зборуваме во наредниве 20 на минути. Она што се случуваше 6, 7 и 8 септември беше Кул Куп 2024 година во организација на фудбалскиот клуб Кул од Скопје. Ги представи Сузе нашите гости, еве и јас уште еднаш ка господинот Рацо Цветановски, председател на фудбалскиот клуб Кул, и Наташа Ристеска, секретар на фудбалскиот клуб Кул од Скопје. Добро ви утро, официјално. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас и со нашите гледачи. Ке зборуваме за фудбалот, актуелна тема секогаш. Ние сме фудбалска нација, го сакаме фудбалот, ракометот, кошарката и другите спортови, ама кога е фудбалот во прашање, сите некако ни е срцето така ни чука во 8, како беше Суза ќе ми кажеш, 7-8. Ете така. Ајде сега да се зборуваме за малку понатаму ќе зборуваме за вашите впечатоци од купот. За почеток да го представиме фудбалскиот клуб Кул од Скопје. Вие на 28 септември ќе го имате својот 17-ти роден ден. Значи постоите веќе 17 години, а еве една куса лична карта. Значи, како што напоменавте, нашиот клуб постои 17 години. На 28 септември го прославуваме 17-тиот роден ден. Имаме доста членови кои членуваат во нашиот клуб. Лоцирани сме на 3 локации, во Карпош, Кисела вода и стадионот Цементарница. Имаме околу 12 вработени тренери, технички лица. Еден од најбројните клубови во регионот. Да. Кажавте дека имате 17 тренери, 17 години постоите, се некако околу таа бројка. Малку сега околу клубот, кој се може да членува, од која до која возраст, кога ви се уписите, па малку ке зборуваме и за тренинзите, малку подоцна. Значи, членови на нашиот клуб може да бидат сите љубители на фудбалот. Најмалите... Како ви се поделени во група? Поделени се по генерации. Највозрастната генерација е 2008 во моментот, а најмалата од 2018, 2019, па дури 2020 се запишуваат сега. Толку малецки. Да. Даваме можност и на најмалите да дојдат, да пробаат, да видат дали може да се снајдат на фудбалските терени. Сега, после, кажавте дека поделени се како сега во сениори, како ви се групите? Значи, секоја генерација си има... По генерација, да, по така генерации. Имаме сениорски тим кој се надпреварува во Општинска лига, а по малите, значи по генерации, имаме во Детска лига, Регионална лига, Младинска лига, се надпреваруваат. Да. Малку подоцна ќе зборуваме и за тренинзите, како се одвиваат тренинзите, ама би сакала сега да ми кажете како поминавте изминатиот викенд, оној празничен викенд за Македонија. Имавте вие турнир, Кул Куп 2024 година, се одржуваше по 7 пат. Оваа година над 1000 учесници, гости од Србија, од Бугарија, од Македонија, и додека зборуваме за ова, јас би ја замолила и режијата, ние имаме видео, ете може да си оди и видеото да видат и нашите гледачи, еве како изгледаше тоа. Може, зборувајте си. Вашите впечатоци. Па видете, бидејќи како што напоменавте 17 години постои клубот и ние имаме многу патување, многу покани низ нашата држава Македонија и надвор од неа. И дојавме до идеја да едноставно и ние да пробаме да ги пречекаме, да бидеме добри домаќини, да ги пречекаме тие клубови, тие школи каде што едноставно гостуваме, да направиме и ние нешто различно во нашата држава. Таа идеја дојде пред 7 години и верувајте ми дека секоја година се повеќе и повеќе напредуваме и во тој дел во зборуваме за турнирот. Секоја година се по задоволни лица, се по задоволни деца
може би ќе ми изинат родителите и од нашиот клуб и од другите, може би ги врзуваме, тоа споен викенд сакаат да идат надвор, ама сепак е фудбалот. Кога е фудбалот во прашање, мора да се не случајно е изеката најважна споредна работа на светот. Така е, така е. Еве, одат инсерти за турнирот. Кажавме дека имавте над 1000 учесници. Беше турнирот и од инклузивен карактер, така? Така е. Значи, наши гости беа и децата со Даунов синдром, кои изиграа ривијален надпревар со девојките од нашиот клуб. И на крајот на надпреварот им беа поделени медали и пакетчиња од нашите спонсори. Каков беше интересот за купот? Имате секогаш поддршка на трибините, имате многобројна публика, еве и се гледа и во моментот. Каков беше интересот? Имавте ли публика или тоа беа само родителите на децата? Па, искрено, тие што беа присутни на трибините, што беа 24 часа, да кажам, во организациониот дел, пробаа да направат некоја споредба за нашиот клуб, што се игра за деца организација на нашиот клуб и вечерта, денот кога се играше клуб, се играше надпревар меѓу Македонија. На градскиот стадион имаше, за жал, помалку публика него кај нас. Значи, тука треба да се размислиме ние спортските работници, дека нешто не иде во добар правец. 17 години работа, имаме и поголеми и помали дечиња. Кажавте, значи, веќе од 4 години, така, па се до 17-16 години годишна возраст. Сега ме интересира какви подготовки се потребни од здравствен аспект за да се запишат до такава. Потребна е, нели, оној систематски преглед претходно, така? За сите дечиња или како? Гледате како е нашиот принцип на работа, гледаме секогаш да бидеме различни и повторно ќе нагласам, за жал, за наше големо жалење, ние идеме од надвор и за жал повеќе учиме од страна него тука. Затоа што може би ќе речат сега не е скептик, него едноставно ние гледаме работи ако нешто не е во ред, ќе гледате да промените. Ние гледаме дека нешто не е во ред, него работиме како што треба, зборам воопшто во фудбалот. Не работиме како што треба и сите, ајде, добро е, нека помине денот. Ние принципот наш кој ќе се јават да се за упис на дете, кажуваме нека дојде нека проба, еден тренинг, 2, 3, ако му се допаѓа се зачленува и потоа го насочуваме да извадат спортски преглед, за да бидеме сите сигурни и тренерите и родителите и сите да бидеме осигурени дека тоа дете, затоа што никогаш не знаеме што носиме и ние самите, камо и дечињата во себе. Сега како се одвива еден тренинг во вашиот фудбалски клуб Кул? Колку пати неделно, време трајање на тренингот? Во зависност од генерациите, значи нормално најмалите почетниците имаат најмалку тренинзи. Они почнуваат кои ќе почнат 2 пати неделно, потоа почнуваат 3 и повозрастните генерации, зборувам такмичарите што играат во најјаките лиги, имаат скоро секој ден тренинзи. И веруете ми дека резултатите се видни. Со гордост можеме да кажеме минатата година генерација 2010 бе убедливо први, без ни еден пораз, без со гол разлика, 85 гола дадени, 3 примени. Позади нас беа, да кажам, фудбалските тими и презимиња гиганти, каде што државите стојат позади нив, Работнички, Македонија, Ѓорче Петров, Шкендија. Тоа е за нас голем успех и тие деца најдовне начин и време да ги вклопиме во овој клуб, за да им честитаме и да им доделиме пекар за освоено прво место. Браво. Сега кажавте дека дечињата, значи, имаат најмалку, што е, нели, сватливо, разбирливо, све зависи од возраста. И кажавте дека повозрастните веќе и секој ден имаат тренинг. Како започнува и како изгледа тренингот? Не секако е различен, ама еве накусо вака објаснете ги подготовките, време траењето колку е, 45 минути, 1 час? Најмалку 1 час трае, значи почетниците најмалку 1 час. Тоа збориме во ведниот дел. Загревање, главниот дел, истегнување. Ние имаме услови, веруете ми, за тие млади категории најдобри во Македонија. Значи, тврдам, не е ова случајно, не го зборувам само на памет, и сите што знаат што имаме најдобри услови за тие млади категории во
Македонија. Можда децата имаат, тие најмалите деца, најмалите категории имаат услови и на вакво време како што е денес врнежливо, они се напокриено со облекувални опреми, буквално се да имаат непречен развој и тренинг во тренерите се обезбедени со сите реквизити што се неопходни за работа. Да. Сега интересот каков е за да се упишат, да се запишат кај вас децата. Кажавте дека уписите се во текот на целата година, значи не е стрикно да кажеме со почетокот на школската година. Има ли интерес? И она што е интересно, вие вршите уписи и за девојчиња. Така, можат и девојчиња да бидат дел од вашиот клуб. Значи, интересот за уписи на дечиња во нашата школа е голем преку целата година. Инвазија има веднаш после купот и минатата година и оваа година, бидејќи посетеноста на теренот, спортските моменти и сите впечатоци, јавуваат желба кај дечињата да започнат со фудбал. Така да, после турнирот имаме голем одзив. Исто така, како што напоменавте, имаме и девојчиња. На почетокот во малите категории, девојчињата тренираат со момчињата. Понатаму, како ќе прираснат во поголеми генерации, се вклучуваат во сениорскиот тим, каде што ние исто така имаме женски клуб во Вардар, кој го водиме и моментално се надпреварува во втора лига. Тоа сакав да прашам. Значи, не се мешано со момчињата, туку си имате посебно женски клуб, така? Сениорскиот тим, да, посебно се, а младите категории, значи, тренираат со момчињата. Може и мешано да биде така? Да, и се надпреваруваат исто така, значи, девојчињата во истата генерација со момчињата. И на надпреварувањата и во детската лига и во регионалната. Има интерес кај девојчињата за фудбал? Да. Се поголем. Се поголем. Добри фудбалерки се охрабруваат се повеќе родителите, бидејќи во минатото, јас сум од повозрасна генерација, во минатото беше табу тема, као девојче ако тренира, разни банални изговори има, родителите не тренираат фудбал, сега се повеќе и повеќе. Целта е наша да идеме, тежнееме кон тоа да и во најмалите категории девојчињата да бидат посебно само девојчиња. И верувајте ми дека тоа сум сигурен дека многу брзо ќе се случи. Одлична информација. Има интерес, значи, за фудбалот и кај девојчиња и кај момчиња. Каков спорт е фудбалот? И кои се придобивките од фудбалот? Што се развива во телото? Кој дел претпоставувам мускулите на нозете повеќе, нели, отколку рацете? Меѓутоа, тренинзите се сепак комбинирани, така? Каков спорт е фудбалот? Односно, кои се придобивките? Гледате, придобивките се повеќе кратни. Јас кажам, секој спорт е убав и тврдам дека во најмала возраст, значи јас не можам, веќе сум во делот на фудбалот и кажам дека фудбалот е најдобар. Јас сум искрен и ќе кажам дека во првите почетоци би било најдобро деца да почнат со пливање или карате, некои такви слични спортови. Подоцна ќе си најдат местото каде во кој колективен спорт. Секој спорт е убав, ама колективниот спорт, поготово за овие, за децата како што ги имаме ние категории е многу поразлично. Значи и спортува и се учи на други придобивки има од колективниот спорт, да почитуваат други, да соработува со тимот, така. Верувајте ми дека многу повеќе деца да ги почитуваат тренерите него родителите. И многу често се случува, јас додека бев на терен, као ако има некоја слаба оценка, јас ќе ми пренесат родителите, па јас ќе се јавам и ќе дојде ќе го искрам и као има ефект. Значи тренерот има поголем авторитет од родителот. Јас имам едно дете тренира фудбал, 100% поголем авторитет има тренерот него јас. Јас се го признавам тоа и сигурен сум затоа што таму е уклучен во еден систем каде што има повеќе деца, но не може да биде различен. Да. Вие сте тренер исто така? Дали сте строг тренер, дали сте принципиелен, барате ли дисциплина? Јас бев тренер, значи со лиценца се, али бидејќи се прошириме многу како школа и сето тоа мораше некој да го контролира. За жал, за моје жалење, јас многу бев среќен кога бев на терен, ама бидејќи гледам дека се испушти работата, спортскиот дел мора некој да го контролира. Имаме и координатор, да го поздравам Љупче Методиевски, ама премногу се прошириме повеќе локации, ние мината година имаме преку 600 членови. Да, техничкиот дел Наташа секретарот го води. Јас спортскиот дел ви реков уште не сум среќен што не сум тренер, али
тоа е тоа, мора некој оваа функција да извршува. Да. Голем клуб, значи сериозен клуб. Сакав да позборуваме малку околу вашето учество на турнири. Учествувате и во Македонија, претпоставувам, нели, и во странство. Се враќате со убави вести секогаш или како? Па гледате, секогаш ние да не се лажеме, као не е битно само да учествуваш, али треба сите да имаме контрола на самите себе, поготово почнува од родителите, од тренерите, да не ги оптеретуваме деца дека по секоја цена дека мора да бидат. Да се победи, да се најдобри, така. На турнирот на Кул Куп имаме 80 екипи. Можат ли сите да освојат медали? Можат ли сите да бидат прво, второ, трето место? Значи не постои таа можност. Ние идеме многу надвор, и се повеќе на по-елитни турнири имаме покани, затоа што секаде имаме оставено добар печаток. Пред се однесувањето на нашите деца, на нашите тренери, културата на децата и последен елитен турнир што бевне во Атина, каде што учествуваме со гиганти како што се Ливерпул, Астон Вила, тоа е искрено за жал друга димензија. Да, претпоставувам. Гледате ли вие фудбал вака приватно, покрај тоа што сте професионално ангажирани во фудбалот? Претпоставувам 24/7 сте тука и за децата, и за тренерите, и за клубот, бидејќи навистина сте сериозен клуб. Гледате, имате ли свој фаворит од овие клубовите, да ве прашам? Јас 24 часа сум за фудбалот, мислам дека и ми фала часови да ми тоа ми е работа, тоа ми е животот, се ме поврзува. Јас сум викам навивам за клубот кај што во европско ниво за Јувентус, каде што највеќе најомразен тим име на другите. Љубовта према Партизан што ми беше како помал и се пренесе вајда на Јувентус. И нема да променам. Ако тоа си е ваше право, нели, изборот на тим еднашка и не се менува. Наташа, играш фудбал? Јас ги гледам, не играм фудбал, јас порано тренирав ракомет. Ги следам надпреварите на нашиот клуб, каде што се надпреваруваат. Фудбал на телевизија искрено многу ретко гледам. Како тинеџер навивав за Барселона, а слободниот период го следам ракометот. Ете така. И сега имаме уште толку време, една минутка до минутка и пол, една порака до сите кои што не гледаат. Може би дечињата сега не гледаат, бидејќи се на училиште, меѓутоа не гледаат баби, дедовци, родители кои што се подготвуваат на работа. Една порака вака до гледачите, дали да ги запишат своите деца и доколку да, зошто? Да се одлучат за фудбалот како спорт. Па како што кажа, фудбалот сепак колку и да е на ниски гранки, ние имаме таа среќа да најважна споредна работа на светот. Секогаш ќе има деца, секогаш ќе има најголем интерес. Само би ги замолил и родителите и тренерите да малку да едноставно народно кажа да дигнеме рачна, да не се лажеме дека секој дете ќе биде фудбалер. Значи јас сум само реален. Процентот е 2 до 3% стануваат фудбалери професионалци, другите најбитно е ние да ги научиме на спортска култура и за се во животот што ги очекува таму. И ништо нема да им биде лесно во животот. Ова им е само први почетоци во спортот и понатаму за се што ќе се случува во животот. Да, убава порака за крај, вака и како поранешен тренер, како педагог сепак, затоа што работите со деца, ги насочувате и во спортот и во животот. Ете така е, кажавте дека родителите имате повеќе, сте имале повеќе авторитет од родителите. Ви благодарам за гостувањето. Ви посакувам уште многу успешни турнири и се надевам дека ќе има повторно повод да ни бидете наши гости, бидејќи фудбалот е секогаш неисцрпна тема. Сузе, ние тука отприлика го заокружуваме разговорот. Јас само да те прашам накусо дали гледаш фудбал и дали имаш некој омилен тим. Цело време стравував од прашањето да ми прашаш за кој клуб ти навиваш, бидејќи јас за жал сум од оние луѓе кои немаат многу информации за овој спорт, воопшто за спортот во последно време не следам, не дека не сакам, јас се восхитувам на луѓето на тој голем терен кој што навистина можам да замислам колку е исцрпувачки да се даде гол, да се постигне добар резултат, секоја чест. И не случајно го нарекуваат најважната споредна работа на светот.
Ја следам нашата репрезентација и нашите момчиња секогаш кога ги бранат боите на Македонија, и тоа ми е секогаш предизвик да го фатам, да бидам и јас дел од целата еуфорија. Се восхитувам на сите родители кои што од мали нозе децата ги учат да тренираат спорт, особено машките деца да тренираат фудбал. И за фудбалот толку имам што да кажам. Наиста бранова должина сум и јас како тебе. Да, ви благодарам многу за вашето гостување.